Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Браќа и сестри, во името на Божиото милосрдие ве молам, подајте ги телата ваши во жртва жива, света и благоугодна на Бога, како ваша духовна богослужба. Не сообразувајте се со овој век, туку преобразете се со возобновување на вашиот ум, за да можете да испитате и осознавате што е волјата Божја, што е добро, благоугодно и совршено. Зашто заради благодатта што ми е мене дадена на секого од вас, му кажувам да нема за себе повисоко мислење отколку што треба да има, туку нека има за себе поскромно мислење за да расудува според мерката на верата што Бог на секого му ја одмерил. Зашто како што во едно тело имаме многу органи, но сите органи не действуваат на еднаков начин, така и ние мнозина сме едно тело во Христос, а секој поединечно сме органи еден на друг. Според дадената благодат имаме различни дарби. Ако е тоа пророчка дарба, тогаш нека биде во сразмерот со верата. Ако е тоа дарба за служење, нека служи. Ако ли е пак тоа дарба за поучување, нека поучува. Ако е пак за утешител, нека утешува. Дарител ли, нека дарува штедро. Кој управува, нека управува со усрдност. Кој прави милосрдие, нека го врши тоа со добра волја. Љубовта нека не биде лицемерна. Стојте настрана од злото, прилепувајте се кон доброто. Со својата братска љубов, сакајте се срдечно едни со други. Надпреварувајте се во почитувањето еден кон друг. Во усрдноста да не сте колебливи, бидете со горлив дух, служете му на Господ. Радувајте се во надежта, во маката бидете трпеливи, а во молитвата постојани. Помагајте им на светиите во нивните потреби, трудете се да бидете гостопримливи. Благословувајте ги оние што ве гонат, благословувајте ги и не ги проколнувајте. Радувајте се со оние што се радуваат и плачете со оние што плачат. Бидете меѓу себе едномислени, не ставајте си во умот високи работи, туку предајте се кон скромни нешта. Не мислете дека сте мудри и никому не враќајте зло за зло, а размислувајте за тоа што е добро пред сите луѓе. Ако е можно, доколку тоа зависи од вас, бидете во мир со сите луѓе. Не одмаздувајте се возлюбени за себе, туку дајте му место на Божиот гнев. Зашто е напишано, одмаздата е моја, јас ќе отплатувам, вели Господ. И така, ако непријателот твој е гладен, нахрани го, ако е жеден, напој го, зашто правејќи го тоа ти ќе му натрупуваш жар на главата негова. Не допуштај злото да те победи, туку победи го злото со добро. Елиезер.